Куќните совети да се погрижат за комплетна и исправна хидрантска мрежа во зградите. Ова е советот од територијалната противпожарна единица во пресред на грејната сезона кога постои опасност од избувнување пожари. За таа цел велат дека оствариле голем број средби со представници на урбани и местни заедници. Најголем дел од висококатниците не располагаат со уредна хидрантска мрежа. Има еден дел што председателите на куќните совети тоа го направија, но повеќе од пола не се ангажирани, затоа сега и овој апел до нив за да ги решат проблемите со хидрантската мрежа, да го решат проблемот со хидрантската мрежа, ради тоа што при интервенирање на високите делови мораме да ги користиме тие хидранти. Тоа да им објасна малку по сликовито или како аргументирано, ради тоа што притисокот од возилото од први спрат додека се качи водата до 7-8 спрат, цревата не може да го издржа тој притисок при набивање на туража на самото возило. Затоа е предвидено во секоја зграда преку еден спрат да има хидрантска мрежа. Не само хидрантската мрежа е важна во заштитата, велат од територијалната противпожарна единица. Куќните совети треба да обрнат внимание на громобранската инсталација. Тоа громобранска инсталација за да не дое при грмење, одо што видовме дека последно време во Македонија има доста дождеви и грмотевици, може да дојде до палење преку ако нема громобранска мрежа, што е еден дел од заштитата и превентивата при заштита од пожари, и противпожарните скали што се исто трет дел за евакуација на од висококатниците на сите станали што се наоѓаат во самите згради. Тоа значи дека треба да ги отстранат непотребните материјали, односно сите тие отпадни материјали треба со договор со Дервен да се организира како едно време што имавме акција, да се симнат доле пред зградата и они да ги отстранат на депонијата. Од територијалната противпожарна единица вела дека се подготвени за соработка и едукација за сите граѓани на кои им е неопходна помош во обезбедување услови за превенција од пожари.